Ја следите програмата на Спортско радио 90,3 во период кога празнуваме нова година и секако Божич. Во тој период секогаш на преминото старата во новата година. Традиционално во нашето студио поминуваат многу личности од светот на спортот, без разлика дали во екипна поединечна конкуренција или тие што имаат допирни точки со спортското живење. И сосема нормално да направиме пресек на една календарска година и главно се насочуваме кон оние светли моменти. Така ќе биде и во наредните минути, и тоа на наше задоволство во студиото е професор Иван Анастасовски, првиот човек практично на Геостратешки институт Глобал. Прво, еве, среќни новогодишни и божични празнувања. Среќни новогодишни, празнични, божични празници за тебе првин, за слушателите на вашето реномирано радио, кое, да бидам искрен, за сите овие години остана посветено ентузијастички, концентрирано на спорт, што е доста храбро и верувам дека ќе успевате и години понатака и секогаш во прелазот од една година во друга покрај здравје како основна компонента за секој од нас и посакуваме среќа и што повеќе успеси во наредната. Или ако сме ги немале, да создадеме нови успеси во наредната година. Тоа исто го посакуваме на вашите слушатели. Така е сега. Вашиот институт, рековме Глобал, имаше и најатрактивниот, најмасовниот, најперспективниот настан гледано од 2023 за македонскиот спорт, се со цел тој да се доближи до европскиот, таму каде што и чекори нели нашава земја. Веќе тие што не следат во континуитет ќе се потсетат дека говориме за Today Sport насловен, еден самит на кој имаше плејада на познати личности од светот на политиката, а без политика нема ниту спорт, односно финансиски нели меѓу редови, видни личности од спортот во различни конкуренции, третиравте и дека може и во друг правец да се прогресира на некој начин во спортот, но основното беше да се дојде до заклучоци како македонскиот спорт да оди во рапидна нагорна линија. Од таа временска дистанца до сега многу би се извртело во глава и што еве би посочиле како основно. Дино, на принцип, ова за мене представуваше една, ајде да кажам, можеби од најуспешните години во моето творење, во делот на спортот, науката и образование, каде што, нели, сум професионално ангажиран, па делно на предприемништво, бизнес менеджмент, да бидам искрен во некои нови сегменти, сакам да отворам нови хоризонти, да имам нови видици. Во принцип, вие што констатиравте во вашето прашање, јас само би сакал да направам чисто за слушателите една хронологија. Today Sport дојде, ова е второ издание, дојде како едно мое искуство, бидејќи ја секоја година на 2 до 3 конференции, семинари, конгреси, како да ги насловат, научни, тематски, едукативни, стручни, без оглед, учествувам, некаде како предавач, некаде како слушател, некаде како почесен предавач, што за мојата научна кариера е големо достигнување и ја лично, сега да бидам како егоист, се гордам на тоа што луѓето од надвор го ценат моето творење во делот на спортските науки, ајде така да го наречам. Во една прилика со колегата Лазар Налев пред 10 години бевме гости на спортскиот најголем за мене форум, Today Peace and Sport, кој е под покровителство на Принц Алберт. И секој, знаете, кога одам надвор, за мене тоа представува голема инспирација пред се, да видам нешто надвор и да се обидам да го направам, да го имплементирам во нашата држава, да покажам дека има и понакви концепти од тие што ние ги знаеме или ги организираме. Знаете, кај нас на крај на година ќе дојде се овие денови пред први или 31, ваков Оскар, онаков Оскар, награди за ова, награди за она, сите спортски некои асоциации и агенции, да ме ги доделуваат најуспешните, што е окей, некој признание во таа тековна година, ама ние реално немаме некој стравично квалитетен спорт
и да можеме да кажеме да, овие се нашите презентери. Ако гледаме реално, ние го имаме моментално нашиот команден Столи Димитриевски, кој е голем во најпрестижна, една од најпете најпрестижни фудбалски овакво промовиран. Сакам да кажам, едно е да учествуваш во спорт кој е масовен, популарен и носи големи поени и за поединецот и за државата, друго е да учествуваш во некој спорт кој е индивидуален, кај што се понабројни учесници, можеби полесно се доаѓа до некои резултати. И од тој аспект решивме таа приказка на писен спорт на Принц Алберт некако да ја направиме кај нас. И почнавме лани, срамежливо, полека, да разговараме за тоа што е денешен спорт, што тој представува, ама да разговараме и научно и експертски, не да доделуваме награди. Ајде дојдете, вие сте помогнали, па ние ќе ви даеме награда, па не знам признание. Не. Да викнеме експерти од надвор, да викнеме луѓе во различни области, поврзани со спорт и да разговараме што тоа му е потребен на нашиот денешен модерен спорт. И ние тоа го направивме минатата година, оваа година го подигнавме на едно повисоко, доста повисоко ниво, да бидам искрен, што кај мене прави некоја страв што би правиле наредната. И сега знаете како, правите настан како Сдружение на граѓани, Геостратешки глобални Сдружение на граѓани, каде што сме се сконцентрирале луѓе од повеќе области, не само од спортот, да му помагаме на некој начин на спортот од еден поинаков агол. Знам дека основата на спортот е играта, меѓутоа за да дојдете до играта, до тие резултати, многу работи претходат. И сега никој кај нас не сака да се осврне што е тоа се потребно. Парите, и вие ги рековте, парите се најбитна работа, меѓутоа може би има и некои други сегменти, некои други моменти кои се важни. И затоа во Today Sport ние го користевме пример оваа година и оно што заборев да го кажам. На сите активности на Геостратешки глобал, председател на државата е покровител. Оваа година тоа го изместивме малку и во нашата идеја членот на владата, господин Оливер Спасевски, како министер за внатрешни работи, ја распозна таа идеја и реши тој да биде покровител, се со цел да ја помогне клучната идеја, клучната цел. Каде ќе го движиме нашиот македонски спорт? Како? Односно, која е основата ние да имаме квалитетен, пред се професионален спорт? Ја сакам да говорам за две сегменти. Професионалниот, кој е многу важен, кој без кој не може, и најголема карика на професионалниот спорт или поддржувач, не тоа аматерски, па не знам вако, па вревен спорт, не. Страна се вика девелопер, развоен спорт. Развојниот спорт го поддржува професионалниот спорт. Токму за тоа ние на нашиот спортски самит разговараме отворено. Значи, тоа се преку 300 учесници на едно високо ниво, што верувате не е ефтино, и да го организирате, и да најдете поддржувачи во ова тешко време, и да ги разубедите во вашите идеи, и на крајот да дадете нешто на македонската јавност со кое што ќе можеме понатака да ги градиме тие спортски политики во нашата држава, а при тоа во најголем процент да се обидеме да ги усогласуваме со европските политики. Иако да бидам искрен, нема децидни, едноставни, прецизни, унифицирани спортски политики. Секоја држава можеби тоа го гледа на малку различен начин, зависи од општественото уредување и зависи на тоа, од тој аспект како сака да го постави спортот. Капитално, исклучиво на пазарот на капиталистички, на финанси кои ќе доаѓаат од компаниите, или сака да го постави интервенистички, да државата биде најголемиот поддржувач на спортот, тоа што вие рековте политиката, без која што не се може. Ако лично мене ме прашате, јас сум за капиталниот, спортот на капиталот, на парите. Многу тоа е веќе бизнес категорија, му се одзема можеби општествената вредност, ама тоа е многу поуспешно. Така е, бевме ние таму, следовме, имаше неколку теми, се дискутираше, во сето тоа на крајот излеговте со еден формулар или насока каде евентуално треба да се подобри македонскиот спорт, а сакали или не во се, законот е базата од која треба да се основата од која треба да се влече
се понатаму. Тие заклучоци, најавивте дека ќе се обидете преку политичките партии, можеби преку Агенција за млади спорт или Македонскиот олимписки комитет како спортски институции, постојат начини, па дури да се соберат подписи, да се обидете да ги доставите до собрание, за да може да се вметнат, имплементираат во новиот закон за спорт. А рака на срце, мислам дека сите го чекаат од државата. Години наназад ние го третираме тој момент и секи има подобрување, ќе има промени, но никако да се направи тој исчекор. Знаете, каде, мислам овие се базирани на моето искуство, каде е круцијалниот проблем. Да, затоа во тимот на Геостратешки институт Глобал не се само луѓе поврзани со наука или спорт, директно туку има и правници, филозофи, и од повеќе економисти, од повеќе струки, и кога треба да донесете еден добар документ, квалитетен документ, многу е важно да ги сослушате сите. Да, основата се спортистите. Се ќе биде насочено за нив и за луѓето кои работат во спортот. Меѓутоа, ако отворено ги прашате спортистите каков закон сакате, тие не можат да ви кажат. Бидеме реални. Значи пак тоа треба некој да го смисли. Ова ви говорам и како човек кој дунел и напишал закон за недолично и недостојно однесување на спортски манифестации. И знам како оди целата постапка. И затоа ние преку ваквите собири, преку вако висок ниво на собир, се обидуваме да ги колектираме сите размислувања на јавна широка сцена, да ги слушнеме што размислуваат луѓето, како размислуваат. Нотираме се, значи како тече самитот, ние нотираме кој што ќе каже, како ќе каже, какви насоки, што ќе критикува, што е нормално. Морате да имате и критики за да разговарате по целисходно, по прецизно за тоа кај сакате да се движите. Оваа година за мое лично задоволство, тоа се лични контакти кои ја имам со странците, се обрати и градоначалникот на градот Солун, кој победи недела дена пред тоа, бидејќи неговите двајца представници беа тука присутни физички, тој беше во Атина тоа време, не можеше и ја сними пораката, а од друга страна, он е подпредседател на Олимпискиот комитет и е председател на Олимписки музеј. Значи, господинот има своји спортски конекции и негова идеја беше во тој разговор да се обрати, да направиме начин на следната фаза да биде одржување во Солун. Тоа ќе значи веќе она основната, ја што би рекол, општествена улога на спортот, да не доближи без оглед на политички разлики, на етнички разлики, на било какви разлики, верски разлики, да разговараме заедно и кај него во Солун, дури и на грчки и на македонски. Тоа би било еден голем исчекор што можеби политиката во моментот не може да го направи, а го прави една област како што е спортот или ако сакате како што е образованието. И ние се надеваме дека наредната година фактички ќе ја реализираме таа идеја. Тоа значи Today Sport подигање на уште едно посериозно ниво и потоа да влезе како една регионална компонента. Меѓутоа пред тоа да го направиме. Затоа реков, ја лично би сакал во Today Sport прво им понудивме партнерство на агенцијата, која немаше слух, да бидем искрен. Тоа е бюрократизирана институција која не знам ни како да ја опишам искрено. И потоа во разговори помеѓу нас свативме дека ние мораме да имаме некои од реномираните спортски институции. Сад идете према федерации, посебно тоа е не е соодветно. Затоа од друга страна го избравме Македонскиот олимписки комитет, кој според мене кровно највисоката организација. Тие веднаш се одзваа, го прифатија партнерството и мене ми е навистина тоа драго и ние 2 години со нив веќе разговараме на тоа ниво, дури ја лично ги мотивирам МОК да ја отвори широката дебата, да не се кријат, да не се плашат. Не знам зашто луѓето се плашат да разговарат на јавна сцена, да дадат коментари, критики, факти, аргументи и да ги примат истите. Се надам дека МОК ќе се одважи, меѓутоа оно што треба во наредниот период да се направи, сите колектирани заклучоци, сублимирани во оние 10-11 најважни, кои се и реално остварливи, како варијанта да се дадат на владата,
да, ако сакате ви, и ние како група на експерти имаме закон изготвен, ние можеме директно да го дадеме. Се знаете како, суетите проработуваат и во владата, абе сега кои се они да даваат закон, па од каде сега они? Дури сме спремни и да разговараме за тој документ, да го прошириме, да го согласиме. На основата, ние влечевме од тој хрватскиот модел, каде сакале или не, главната тенденција на финансиските текови на парите се движи према Олимпискиот комитет, Параолимпискиот комитет и една многу интересна компонента – училишниот спорт, кој што во принцип треба да ја представува масовност. И сега тука знаете, ќе почасувате, ма чекај, зошто они, зошто овие. Ја лично имам информации, можеби нема да се потврдат, дека агенцијата ќе се преточи во некоја друга институција. Да, тоа знаеме, дека треба да има министерство за спорт и така натаму. Првиот заклучок, ја ако сакате, ќе ви ги прочитам децидо заклучоците. Не знам дали можам, дали имам тоа време во емисијата да ги прочитам и дури и заедно да ги образложиме за секој заклучок што стои. Меѓутоа, од дел од заклучоците се црпени на база на искуствата на Полска, која е исклучително цена, и нивното финансирање е базирано пак на помош на државата, Франција, од Универзитетот Монпелје, соседна Грција, Србија, и затоа ние оваа година разговаравме за теми како што се финансирање. Корупцијата е задолжителна тема, оти логички е кај има пари да има сомнеш. Не мора да се каже дека има корупција, меѓутоа се сомневаме. А тоа потоа треба да се докаже. А во нашиот спорт, со ваучерот, одредена сума на средства преку владата, преку даночните политики, доаѓаше до спортските субјекти. Дали е дојдена изворната сума за која што се фалеа владетелите наши, или до клубовите и федерациите стигната некоја поинаква сума, тоа е моментот кој треба да подлежи на истрага. Ама тоа никој не го прави. И затоа, мислам да конкретно ако сакате, првиот заклучок, многу внимателно, оно што вие го рековте, да се разгледа и анализира потребата за формирање на ново министерство за спорт и туризам. Да се разгледа. Оти знаете како, тоа е промена на неколку закони во државната управа. И тоа не е лесно, тоа повлекува и финанси. Се некој во владата може би заговара агенцијата е вишок, бюрократизирана, да ја преточиме во некоја од другите институции. Не, ние обратно го тврдиме. Ако владата, се тоа не можеме ние да го направиме, ако владата направи сериозни анализи врз база на вработењето на агенцијата, прочитав еден податок дека само фудбалските тимови оваа година потрошиле 8 милиони евра во нашата држава, значи тоа иницира дека во спортот сепак има финанси. И спортот е можност да привлечат и нови финанси. Ама затоа на спортот нашата логика е да го присоединиме туризмот, кој исто така гранка која носи многу големи профити, да се разбереме. И гранка која не уништива, така и станува се поскапа. И поскапа, ама пак луѓето ја користат. Оти во туризмот влага и делот на спортскиот туризам, како една интересантна новина. И ако владата направи сериозна анализа, јас сум убеден дека локална самоуправа ќе искочи вишок, министерство не е потребно, а ќе видите дека спортот може да донесе капитални инвестиции. Зашто станува збор? Еден работнички сега се продаде за 6.000 евра, фудбалскиот клуб. Пари од стран инвеститор, но на кој што ја ги убедува властите, ништо не му значи ваучер систем. Ама буквално ништо. Значи сега треба, кога тој веќе се решил да го купи да инвестира, треба да му помогнеме како држава да тој се чувствува добре дојдено и да потроши уште голема количина на средства за да тој систем го направи професионален и функционален. Тука треба да биде улогата на државата. И затоа тоа беше првиот и многу важен заклучок. Потоа разговаравме и заклучивме дека треба да се укине ваучер системот како таков, како модел на финансирање. Не дека имаме против некого нешто, туку дека тој систем не генерираше резултати. Ние имавме поинаков модел на финансирање во времето кога РК Вардар стана шампион. Имавме подобри резултати и на клубски, и на репрезентативен план,
а немаше помпозно нешто најавување ваучер. А понатака кажуваме дека нагласуваме на владата дека е потребна и неопходна финансиска помош од страна на државата. Сега како за професионалниот, така и за развојниот македонски спорт. Тука настанува еден мал проблем. Професионалниот спорт е скапа работа. Македонскиот буџет не може тоа да го издржи. Се разбереме. 8 милиона евра податок дека потрошиле сите наши македонски клубови. Ја мислам дека 8 милиона евра Роналдо ќе потроши само на луксузни хотели не во година, може би во 6 месеци, пол години. Така да, пример, спортот, професионалниот, во моментот е многу скапа работа. И тоа не може македонскиот буџет да го издржи. За нас е многу поцелесходно да се движи према развојниот спорт. И тука сега има еден момент кој го имавме како разговор и можеме да го раздвоиме. Дали е подобро нашиот спорт да го вратиме на ниво на здружение на граѓани, која генерира подобри успеси, или оно што го направија со измените во закон да биде акционерско друштво. И се испаѓа во некои од нерентабилни спортови, неинтересни за капитал. Општините се акционери. Мислам, тоа е нонсенс. Да се разбереме. Тоа го нема никаде. Тоа само кај нас како екземплар некој модел посебен кај нас. Понатака викаме ова што е многу важно. Државната помош за која што сите ја сакаме, нели? Од страна на владата на Македонија да оди преку специјално формирана комисија. Знаете, специјално формирана комисија на стручни независни професионални лица кои немаат мешаност со спортските субјекти. Што значи тоа? Со првиот закон, затоа сега некои се веќе во постапка на истражување. Ја добивам пари од владата, со некоја организација, федерација, но законот ми дозволи ја да бидам во комисијата. И чека сега, ако нормално... Како конфликт на интереси веќе. Апсолутно. И не сум објективен. Си доделувам, нормално дека ќе се доделувам средства на себе. И тука со еден од тие засегнати разговарав и ми рече, вика, профа, дај стварно, јас сум еден кој сум повикан на разговор, да ми криво должи. Да, ама ти си бил и таму и таму. И си бил у комисија која дава, врз база на законот кој ги носи средствата, ги усмерува, и си бил у организација која треба да прима. Не можеш да бидеш колку и да сакаш објективен. Затоа ние бараме независна комисија. Тоа е нешто како антикорупцијската. Финансирано од страна на државата, таму луѓето професионално си работат и да кажат, да, окей, на спортско радио, врз база на сите показатели му треба толку и толку финанси. Не, вие да ми кажувате колку вам ми треба. Знам дека на спортот многу му треба и нон-стоп му треба. Меѓутоа пак мора да има некои реални показатели колку финанси да отидат. Понатака, вика подитно да се формира работна група, оно што ви го реков пред мал, од сите чинители за правење на тој текст. Оти ние го имаме. Ние го замоливме МОК да го направи тоа, кога веќе агенцијата не го прави. Знаете кај е другиот парадокс? Агенцијата нема надлежност да пушта закони во собранието. Тоа го прави Министерството за правда. Агенцијата е како некој систем на нешто што само поминува кроз нив. Но тоа официјално до собрание го носи тоа правдата. Правда може ако сака, не е во интерес спортот, не е главна дејност, има своји други проблеми, правото, судскиот систем, тоа е по приоритет, и ова не има приоритет, и ниф им е гајле. Ке им дајете текст, може да им се бендисува, го фрлат на страна, не го доставува до собрание, така да за мене е поцелесходно таа работна група да иде преку Македонскиот олимписки комитет. И во крајна линија, што рековте, ќе собереме потписи. Ако имаме квалитетен, широко признаен закон, ќе собереме потписи, верувате многу повеќе од тоа што е потребно 10 лет. Ќе собереме 100.000 потписи и ќе им го доставиме во собрание, па тогаш претеничките групи нека размислуваат или нека го отфрлат на крајот на денот. Потоа имаме да се интервенира во постојните закони и за спорт и за образование, да формираме нова номенклатура како спортски менеджер и спортски туризмолог. Имаме проблем, се соочуваме со проблем да клубовите, менеджментот на клубовите оставен, ја го знам градоначалникот, дојдох сум со министерот, тој ќе ми даде пари, мислам, тоа не е начин да финансирате професионален спорт. Ја го знам, еднаш можеби еден ден нема да го знаете. Значи вашиот систем спортски станува неодржлив. Ние се говориме да правиме специализирани кадри,
Вие во спортот како менеджер не мора само да знаете спорт, морате и економија и право, да бидете мултидисциплинарен, да влечете познавање од секаде, за да можете да ги буткате работите. Понатака рековме дека треба да се нагласи потребата за развој на предувањето училишен спорт и спортот на лица со попречност. Оваа година не толку. Минатата година Today Sport му дадовме посебен сегмент и викнавме двајца експерти од универзитетот во Ниш, кој еве го на база на работа со лица со попречност се искачува на шенгенската листа, да ни дадат насоки како тоа да го правиме. Потоа се укажува на потребата на јасно дефиниран статус на граѓанските здруженија, оно што реков пред малку. Да одиме на таа формула претходно. Или нека биде здружение на граѓани, и како такви може да учествуваат и некои проекти во општините и сето тоа, или нека бидат професионални клубови. Меѓутоа професионални акционерски, како што сега се поставени во првата лига, е многу тешко. Капиталот не гледа интерес да дојде. Јас затоа реков, може би е поцелисходно да имате законско решение каде што на фирмите, не од нашите пари. Тука е најголемата забуна. Фирмата не дава своји пари. Државата се откажува од својот дел кој треба за болници, за патишта, за плати, за бла 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 бла, се откажува за да му даде на спортот. Не одиме поинаку. Да го земеме од профитот на стопанственикот, на капиталот, на фирмите, а со нешто државата не да ги притиска, туку да задоволи некои нивни потреби, барем. Да бидеме искрени, мора да има интерес. Тука нема. И да фирмите кажат, ова е добра мерка. Ја дел од мојот профит, место таму, ќе го дам за спорт. Ќе имам своје спонзорство, свој клуб, па ќе се опитам како и фирмата да го ширам капитал. Што е акционерство? Ширење и на нов капитал. Акционери кои ќе бидат дел од ова содружниство и така ќе функционираат. Компанијата наша, што ви реков, пробав и во други води, е акционерска и секојаш е отворена за нов капитал, за нови акции. Понатака имаме дефинирање на тоа спортот. Многу е важно како ќе го дефинираме. По 12 имаме формирање на Националниот совет за спорт под капата на собранието. Значи е втора институција, сега да не испадне она комунистички правите комисии, не, ова е национален совет. Овој ќе утврдува стратегиите, насоките и таму треба да седат луѓе кои се претежно спортски ориентирани. Во комисијата распределба на средства треба малку и понекви знаења. Затоа правиме дистрикција. Овде е владата, овде е собранието. Ние сме сепак парламентарна држава и на крајот да се задолжи владата преку измени и дополнување на законот за игри на среќа, каде што се влеvaат многу пари, да дел од приходите да бидат насочени кон развој и унапредување на спортската инфраструктура. Без тоа нема спорт. Тоа е основата и финансирање, пак ќе повторам, на тој училишен развојен спорт, како на државно, така и на локално ниво. И гледате, овие 13, буквално малер, да кажеме, 13 сублимирани од плејада на размислување, од море на размислување, се реални и остварливи. И за владата, затоа како сме суетни, чекај кои се сега, они па зашто они да ни предлагат. Предлагат тие што знаат, што може, да бидеме реални. Ако знаеле, можеле агенцијата или било кој, ќе го направеле тоа до сега. Не знаат, еве ви, нема лутење, многу едноставно. Така да, еве вие самите и вашите слушатели ги слушнаа, ги образложивме дополнително да се види дека нашите намери се чести. Да, ние знаеме која е секако тенденцијата на Геостратешки институт Глобал, секојаш во поддршка за спортот, да ги насочите и младите нели да бидат креатори на таа политика и верувам дека заклучоците што произлегуваат тој спортски самит Today Sport дефинитивно ќе најдат некоја патче, ако не автопат, за да стигне таму каде што сакаме. Дај Боже да имаме закон и да имаме шанса на крај. Ние имаме закон, да бидеме децени во што мисли. Да, знаеме, мислам, рековме дека се оди кон тоа да има нов закон, оведот и да се имплементира тие, впрочем секој закон трпи одредени промени затоа што тоа е движечка материја и по реакцијата нели на ваучер системот од 2022 па еве на некој начин заклучоците од тој самит од 2022
добра, беа прифатени, па сега се менува, се трга ваучер. Ова е добро размислување. Да, тоа знаеме и се надеваме дека и ова ќе има можност да се имплементира и дека на крајот сите ќе бидеме задоволни. Тоа ни беше всушност и укажувањата се добро намерни. Да, и затоа имавме таква намера во оваа плејада новогодишни интервјуа во кои главно предофилуваат личности инволвирани директно во спортот, да го издвоиме овој момент кој ќе биде многу значаен, верувам, во 2024 и ќе придонесе да имаме подобар закон, а со тоа автоматски и подобар спорт. Професор Анастасовски, јас благодарам еве што бевте со нас во овие новогодишни божични денови, што секако ќе останете и натаму во таа линија, а ние ќе ве следиме како спортски медиум. Ја ви благодарам на вас и ви завидувам на вашата храброст и ентузијазмот да обстојувате во овие тешки услови, особено кога говориме за спортот. На спортот му се потребни сите и ви благодарам што секогаш ги пратите активностите кои нашата организација ги промовира во нашето општество, а и вие самите гледате дека се добро намерни. Така да, уште еднаш, честити празници и да имаме подобра 24 година.